Не треба да чекаме. Време е веќе да стануваме и да се биеме. Да не чекаме слобода ниту од грците, ниту од бугарите. А самите ние, македонците, да се бориме за наша Македонија. Сите наши момци се готови со пушка в рака да се бијат за слободата на Македонија. Никола Карев, овој млад социјалист и револуционер, на 26 годишна возраст стана организатор на најкратката и најтрагичната република на Балканот, Крушевската република. Пред 100 години, поточно на 11 ноември 1877 година, во прекрасниот планински град Крушево, се роди Никола Карев како четврто дете во сиромашното јагленарско семејство Каревци. Младиот Никола Коле, детството го поминал мошно нерадосно, во услови на голема сиромаштија. Уште во најмладите години ги почувствувал стегите на османлискиот гнет и експлоатација, на терор и стравот за голиот живот. Уште со стапувањето во училиштето, врз себе ја почувствувал големобугарската пропаганда која го држала единственото словенско училиште во своите раце. И покрај големата љубов кон школувањето, сиромаштијата го принудила младиот Карев во третиот клас да го напушти учењето и да тргне со своите сограѓани на печалба во туѓина. Патот го води кон Софија, каде уште во пристигањето ќе почувствува сета суровост на капиталистичката експлоатација врз својот детински грб. Во тие тешки моменти, 16-годишното момче имало и среќа, кога станало столарски работник во работилницата на Васил Главинов, велешки столар и основач на македонската социјалистичка група во Софија. Тука Карев го формирал својот идеен и политички светоглед. Покрај читањето на социјалистичка литература, тој ги посетувал и вечерните предавања на Работничкиот универзитет, преку кој се здобил со основна теоретска подготвеност. Карев набргу станал забележлив член на македонската социјалистичка група среде македонската емиграција и покрај класната борба се определил за извојување полна политичка и економска слобода на Македонија, како и нејзиното претворање во самостојна држава со републикански поредок. Поради заслабнатото здравје, Карев се вратил во родното место Крушево, носејќи со себе социјалистичка литература, меѓу која Комунистички манифест и Капитал од Карл Маркс. Со големи усилби, живеејќи во мизерија, Карев во 1900 година го завршил и четвртиот клас во Битола. Тука, во овој град, ја започнал соработката со раководителите на местната револуционерна организација. Од тогаш тој најотворено застанал на страната на праведното македонско ослободително дело и исцело се ангажирал во борбата за остварување на неговите ослободителни идеали. Во родниот град на Карев, Крушево, во 1900 година била одржана првата социјалистичка конференција. Македонските социјалисти ја конкретизирале својата соработка со внатрешната револуционерна организација, во која Карев започнал да развива широка пропагандна дејност. Година 1901. По настојување на револуционерната организација, Карев станал учител во селото Горно Дивјаци, Крушевско. Тука, паралелно со ширењето на социјалистичките идеи, ги вовел селските работни маси во служба на ослободителното дело. Верен изразител на народните страдања и стремежи, Карев набргу ги придобил симпатиите на широките народни маси и станал душа на востаничките подготовки во Крушевскиот крај. Поради неговата самопрегорна револуционерна работа, авторитетот брзо му растел и станал член на Крушевското реонско раководно тело и по барање на организацијата бил преместен за учител во Крушево.
Разбирајќи ги интересите и стремежите на својот народ, верувајќи во неговите потенцијални револуционерни сили, Карев високо го ценел масовното народно учевство во престојното востание, кое го сметал за единствено ефикасно за ослободувањето. Меѓутоа, стоејќи на линијата на Гоце Делчев за ослободување на Македонија со сопствени сили, Карев, како представник на Крушевскиот револуционерен реон, на Смилевскиот конгрес во почетокот на мај 1903 година, остро истапил против туѓото мешање во македонското ослободително дело и станал против пребрзаното востание. Денес паднаа нови жртви. Овој пат во Битола. Тука се постави прашање во името на жртвите. Зошто уште чекаме? Јас ќе одговорам исто во нивно име. Ние не чекаме. Се подготвуваме колку што може подобро за востание. А времето за востание уште не е дојдено. Ако се кренеме сега, или в лето, немаме никакви услови да обстоиме ниту еден месец. Овде честопати се споменува народот, се вели. Народот одвај чека да се крене. Точно. И тоа настроение ние треба да го поддржуваме, но и да му објасниме на народот дека ќе се кренеме кога ќе дојде време за тоа. Тој ден треба да го одредиме според сопственото убедување, според сопствената совест, без емоции и притисоци. Сакам да речем дека избрзувањето со востанието најмалку ќе му користи на народот во Македонија. Корист ќе имаат само балканските монархи, чии аспирации ни се на сите добро познати. Во интерес на единството на борбата, Карев се подчинил на мнозинството на Конгресот да се крене востание на 2 август 1903 година. Иако гласал против решението за дигање на востанието, Конгресот го назначил Карев за горски началник на целиот Крушевски револуционерен реон. Натоварен со нови обврски, Карев во Крушево дал директива за забрзано собирање оружје и кревање на револуционерното расположение кај народот. Во мај 1903 година, тој презел 15-дневна обиколка по крушевските села, повикувајќи ги селаните да земат активно учество во предстојните настани. Јуни 1903 година. Горскиот штаб на чело со Карев преминал во илегалство, продолжувајќи ги подготовките за востанието. Сабота, 31 јули 1903 година. Во Биринската планина се собрани сите војводи. Никола Карев, Томо Никлев, Иван Алабакот, Питу Гули, Тодор Офицерчето, Андреа, изработен е детален оперативен план за напад и за земање на градот. Ноќта наспроти 1 август. Стотици вооружени борци се нашле на зборното место. Организирани биле 8 револуционерни одреди. Нивното испраќање во борба испратено било со пеење на борбени песни.
1. август 1903 година. Од името на горскиот штаб, Карев го известил револуционерниот комитет во Крушево и началниците на градските ударни групи за започнување на востанието. Браќа, брзаме да ве поздравиме со востанието. Денеска цела Крушевска околија заедно со цела Македонија дигна востание и викна: долу тиранијата! Да живее слободата и рамноправноста меѓу македонските народности. Камбаните насекаде бијат. Народот со чудна радост се собира под бајракот на слободата. Момите и невестите ги китат со цвекиња главите и пушките на востаниците. Гориме од натрпение и чекаме ноќ да дојдеме и го преземеме Крушево, да заедно со целиот народ громогласно да извикаме македонско ура. Настапила судбоносната ноќ меѓу 1 и 2 август. Осумте востанички одреди веќе биле распоредени во непосредната близина на градот. По минувањето на полноќ, тихо се приближиле до турските објекти за напад: касарната, општината, поштата, даночната управа. И најнапред, една востаничка пушка случајно истрелана, а по неа заспаниот град бил растресен од силна пукотница. Во еден момент камбаните од трите градски цркви го огласиле бунтот на вековниот македонски род. Во жестока борба со турскиот аскер и другите турски вооружени сили, на 2 август Илинден била скршена и последната турска одбрана во Крушево. По неколку вековното робство, над овој највисок град на Балканот, се развеало црвеното македонско знаме. Веднаш по ослободувањето на Крушево, востаничкиот штаб на чело со Никола Карев влегол во градот одушевено пречекан од граѓаните. Верен на своите социјалистички принципи за воспоставување на републиканската власт, Карев во присуство на 60 представници на народностите го прогласува ослободеното Крушево за република. Собранието од своја средина избрало востаничка власт од 6 членови со представници на сите народности. Така Карев, тој 26 годишен млад човек, станал организатор на најмалата република на Балканот. Новоформираната востаничка власт на Крушевската република представувала најреволуционерна форма и материализиран израз на стремежите на македонскиот народ за сопствена македонска држава. Самиот Карев развил голема творечка иницијатива во раководењето со револуционерната борба и организирањето на револуционерната практика. Осврнувајќи се на самото востание, на одржаниот митинг во ослободеното Крушево, Карев подлекол дека успехот на востанието лежи во тоа што неговите движечки сили треба да бидат сите народности на Македонија, а не само македонци. На митингот Карев се обратил кон муслиманското население и ги повикал браќата турци од околните села да се придружат кон востанието, бидејќи востанието не е усмерено против турскиот народ, туку против зулумите на турските паши и бегови. Од името на горскиот штаб
Никола Карев упатил и писмен повик до околното муслиманско население, во кој го повикал братски да ја поддржи и помогне светата борба на сите обесправени. Елате, браќа муслимани, при нас да тргнеме против вашите и нашите душмани. Елате под бајракот на автономна Македонија. Македонија е наша заедничка мајка и ве вика на помош. Елате да скршиме синџирите на робството, да се куртулисаме од маки и страдања. Елате при нас, браќа, да си ги слееме душите и срцата и да се спасиме, та и нашата чела да живее мирно и спокојно си работат и напредуваат. Нека биде благословена светата борба. Нека се живи борците за правото и слободата и сите честни македонски синои. Ура за автономна Македонија! Крушевскиот манифест со својата хумана порака наишол на позитивен одглас кај турското население. Така, кметот на турското село Алданци, Синан, одговорил на манифестот. Од писмата ваши разбравме дека не сте лоши луѓе, дека сте ги напуштиле домовите не за да го напаѓате мирното население како нас, туку сте против лошите луѓе и уќуматот кој ги заштитува. Но оние што ги барате не се меѓу нас, туку избегаа во градовите. Колку се однесуваат до нас, ви ветуваме дека ќе мируваме. Бог да помага на она страна која ја бара правдата. Кмет Синан. Изминале 9 дена во слобода. 9 дена планинскиот град Крушево е република. Меѓутоа на 10-тиот ден на Гумења, каде денес се издигнува величествениот паметник, до горскиот штаб почнале да пристигнуваат неповолни вести. Огромна турска војска е натрупана околу Крушево. Никола Карев од името на горскиот штаб издал наредби до воставничките ефективи да се распределат за одбрана на градот Република. Последно советување на горскиот штаб. Единствената точка на дневниот ред била одбрана на Крушевската република. Да се загине заедно со неа или да се продолжи борбата по неа. Сваќањата биле поделени. Питу Гули бил категоричен. На знамето пишува смрт или слобода. Со губење на слободата следува смрт. Карев мисли поинаку. Тој е просветен теоретичар. Крушевската република ќе се брани со сите сили, додека се може. Востаничките сили треба навреме да се повлечат. Крушевската република е епизода на Илинденското востание, епизода од ослободителната борба за цела Македонија. На Македонија и требаат живи борци, а не мртви јунаци. Питу Гули со својот одред одбил да ја послуша наредбата на горскиот штаб. Истото тоа го сторил и војводата Ѓорѓи Стојанов со својот одред. Првиот тргнал на Мечкин камен, вториот со својот одред во местноста Слива. Командантот на турската војска, крвавиот Бахтијар Паша, преку парламентатор побарал од горскиот штаб градот доброволно да се предаде со сите востанички сили. Од името на штабот одговорил Карев. Не станавме за да се предаваме, туку да се бориме за Македонија. Ако е потребно, ќе ги положиме своите животи за слободата на својот народ, кој не следи. Бахтијар Паша бил озлобен од одговорот на Карев.
издал наредба 3 дена и 3 ноќи по преземањето на градот, војската и башибозуците да прават што сакаат. Започнала нерамна борба против многоилјадниот непријател за одбрана на Крушевската република. Карев со пушка в раце бил во првите востанички позиции. Меѓутоа, кога веќе турската војска навлегла во градот, Карев издал наредба за повлекување на востаничките сили. Само Мечкин камен и Слива ја продолжиле славната епопеја до последниот човек. Со горскиот штаб Карев се повлекол во шумата близу до селото Горно Дивјаци, во својата стара база, каде останал до почетокот на септември 1903 година. Оттука раководел со борбите што продолжиле и попаѓањето на Крушево во турски раце. Турската сила постепено го задушила востанието во Битолскиот вилает. Со своите соработници Карев бил принуден да се повлекува. Во ноември 1903 година се префрлил во Белград. По краткиот престој во Белград, каде неколку пати бил интервјуиран од странски дописници кои биле одушевени од херојската борба на македонските востаници, Карев заминал во Софија. И покрај претрпениот неуспех со востанието, Карев продолжил да се бори за праведните идеали на македонската револуција, спротивставувајќи се на големобугарските концепции за иднината на својата поробена татковина. Тој е и против односот на бугарските социјалисти кон национално-ослободителната борба на Македонија. Кај Карев се јавува силна желба за повторно враќање во Македонија, за продолжување на започнатото дело, за еден нов и посреќен Илинден. Во 1905 година, со започнувањето на пролетта, Карев се одлучил да се врати во Македонија меѓу својот поробен македонски народ, заеднички да ја осмислат македонската револуција. По патот, со 6 другари натоварени со социјалистичка литература, Карев се присоединил со четата на прилепскиот војвода Петре Ацев.
Соединетата чета минала во правец на Ќустендил, селата Црвена јаболка, Руси, Китка и селото Реовец, Кочанско. На 27. април 1905 година пристигнала во селото Рајчани. Соединетата чета останала на конак во селото, распределена во 3 селски куќи. Во една куќа на конак биле војводите Карев, Петре Ацев и Марко Христов, со уште 5 четници. Уште взори, стражар од четата забележал од правецот кон Кочани турска војска и Башибозук, меѓутоа не успеал да ги извести своите другари. Четата била предадена, бидејќи турската војска го обколила селото и веднаш отворила оган. При пробивот на турската опсада, четата дала 2 жртви. На околу 2 километри од селото бил ранет војводата Петре Ацев. За да се истегне ранетиот војвода, Карев со 20 четници води крвава борба за живот и смрт. Еден по друг паѓаат четниците. Иако ранет во рамо, Карев јуначки го запира налетот на турскиот аскер. Во еден момент, куршум му ги пронижува градите. Тука, во битката кај село Рајчани, на 27. април 1905 година, загина младиот Никола Карев, организаторот на славната, чиста, но трагично кратка Крушевска република. Заврши еден млад живот, посветен на својата поробена татковина. Никола Карев, заедно со плејада македонски борци, го даде младиот живот, зашто веруваше во сопствените сили на македонскиот народ да се здобие со слобода по петвековното робство. Меѓутоа, до слободата беше уште далеко. Македонскиот народ ќе доживее уште неколку голготи, ќе страда и ќе биде парчосан на 3 дела. Но духот на Никола Карев, на Гоце Делчев, на Даме Груев, на Ѓорче Петров, на Јане Сандански, на Димо Хаджидимов и илјадници други линденски херои, ќе продолжи да живее во неговите поколенија. И кога Македонија го доживеа најстрашното фашистичко робство, кога германската и бугарската фашистичка чизма го згази крваво живиот организам на Македонија, наследниците на славните линденци, храбрите македонски партизани, славната народно-слободителна војска на Македонија, создадена во крв и пепел, го крена старото илинденско знаме во поход кон нов Илинден. Во новата славна и крвава епопеја, во братска заедница со југословенските народи и народности, предводена од Комунистичката партија на Југославија на чело со трикратниот херој, маршалот Јосип Броз Тито, го оствари идеалот на Никола Карев и славните илинденци, градејќи ја слободата во братската заедница на сите југословенски народи и народности, социјалистичка самоуправна Југославија. Во чест и спомен на старите и новите линденци, за пролеаната со потоци крв за слободата на Македонија, тука, во родниот град на Никола Карев, во легендарното Крушево, благодарните поколенија го изградија овој велелепен споменик на слободата.